Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам, просто сум убеден дека ќе успееме во тоа. А започнуваме со моите две гостинки, кои се ем убави, ем се своји. Тоа се Марија Димишковска и Камелија Тодорова, дел од организациониот одбор, ако можем така да го кажам, на манифестацијата Убави сме, своји сме, кој за неколку часа ќе се случи во хотелот Сириус. Мои дами, добар ден, добре дојдовте на програмата на ТВ каналот ВИС. Добар ден, ви благодариме на поканата. Вие во Скопје исто така велите добар ден. Добар ден, добро ме најдовме. Чекам прво домакините. Така. Барија ни доаѓа од Скопје, специјално за оваа манифестација. Колку време трае таа ваша соработка и колку време сте член од Сдруженијето за помош и подршка на лица со Даунов синдром Вера од Струмица? Соработката ни почна спонтано, најпрво како учесник, па пријателството помина, да речам, во едно големо семејство и сега со сигурност можам да кажам дека овие луѓе повеќе не ми се пријатели, не се соработници, туку ми се семејството од Струмица. Колку време сте вклучени во манифестацијата Убави сме, своји сме? Веќе 5-та година, ако добро памтам. 5-та година, па 5-та година и се одржува. Да, од 2018. Да, јас не бев дел од првата ревија, меѓутоа ја знаев, веќе од наредната од 2019, така да. Чинам дека 2017 беше. 2017 беше првото издание. 2018 беше Вила Парк, од тогаш почна нашата. Камелија бидејќи добро знае, ќе ми каже како таа го чувствува развојот, растежот на оваа манифестација, како беше пред 5 години, како е сега? Била, јас на првата така всушност па почна моето познанство и пријателство и семејство со Анче. Да. Сите што мислат дека ми е сестра или роднини, па сме толку блиски и сите ме прашуваат, уствари тоа сосема спонтано почна, баш на првата ревија. Како гостин отидов, сакав поддршка да дадам, работев во Вила Парк, знам дека собирав некои средства, сакавме подароци да дадеме и следната година Анче ме побара за да биде манифестацијата во Вила Парк, затоа што имаше голем одзив на гости и учесници што сакаат да дојдат, па веќе ни требаше поголем простор. Јас се сеќавам на првата манифестација беше препон локалот во кој се одржа, во Глобал во Струмица, беше невозможно да се влезе внатре. Зошто се сеќам? Затоа што бев манекен на првата манифестација, имав убава придружничка од Радовиш и беше преубаво и тоа едноставно растеше од година во година и се одеше се во поголем и поголем простор за да ги задоволи барањата и потребите на сите оние кои сакаат да учествуваат на оваа манифестација. Вие сте дел и двете од Сдруженијето Вера. И по некоја помисла, ако председателката е родителка на лица со Даунов синдром, кај вас не е така. Тоа ми се допаѓа. Малку повеќе за Марија Димишковска. Малку повеќе, Марија е магистар по античка археологија. Ајде! Да, работи во археолошкиот музеј на Македонија. Инаку работам и како едукатор и како водич, ама вклучително на тоа имам поминато, да речеме, некои 7-8 години обуки за инклузивен музеј за работа со лица со поинакви способности. Па така ова нели веќе станува љубов, не е само професија. Браво. Јас со Анчето Фекчиева направив еден разговор за потребите на емисијата 15 минути со и таа ми откри дека Марија всушност има своји проекти такви за лица со посебни не посебни со попреченост. Тоа се менува од година во година таа терминологија и не е важно. И како ви оди? Од каде таа љубов кон таквите лица? Немам никој во обкружување од кого што ми е, веројатно таа е цел, барем за овие неколку години самоиницијативна. Оди одлично, можам да кажам дека оди споро, ама оди напред. Така. Кај Камелија каква е состојбата? Кај Камелија состојбата е зашто сум толку приврзана. Имав и се уште имам во Пирава, местото од кое што сум, лице со Даунов синдром, комшија. Не роднина. Не, значи комшија, баш сосед. Сосед. Кој што низ годините и кога сум била нели мала, кога сме играле и во мало и деца, сите го избегнувале.
Дури и ти? Дури и јас. Не ми е срам. Мислам, срам ми е што сум го признаеш тоа, избегнувала, меѓутоа од таму потекнува целата моја, да кажам, првобитна заинтересираност за ревијата ете во индустријал. Многу била приказна. Така сакав да доцна беше за оваа ревија да го поканам и да излезам јас со него пример и да ја раскажам мојата приказна, меѓутоа ќе имаме уште реви за да се реализира и тоа. А така се вклучив уствари и добив многу, не само семејство, љубов, неописливо е сето тоа што го добив. И така на тој еден начин сакам да се оправдам пред самата себе, пред никој друг и пред Бога, дека можеби немало кој во тоа време да ме седне и многу повеќе било табу такви лица, дури знам и за лица кои не ги ни откривале дека се такви, ги криеле дома. Така. Затоа сега работиме малку на едно поинакво општество да биде инклузивно, нели? Затоа и ревијата е со лица и со типичен и со нетипичен развој за тие деца да бидат свесни дека има и поразлични од нив. Така. Сосема се согласувам, јас пред можеби 25 години сум правил некаква репортажа за статусот на лицата со посебни потреби или со попреченост или тогаш беше на хендикепирани лица и така натаму од различен вид. И знам дека низ струмичките села наоѓавме такви деца скриени во некакви посебни простории надвор од семејната куќа, во сеното, таму некаде и така натаму. Се срамеле родителите, веројатно, Но за тие 2,5 децении нештата почнаа толку многу да се менуваат, што може да се пофалиме дека сепак во нашава земја е направен голем исчекор во тој поглед. Дефинитивно движиме. Не стоиме во место, во никој случај. Марија, има ли такви слични манифестации во Скопје, како ова овде во Струмица? Не. Нема, нели? Струмичани сме, кои гледат, нека знаат. За сите што гледаат, и ќе го шеруваме емисијата, видеото, се што треба. Да, нема. Мислам, дури што имам направено истражување за лични потреби заради изработка на додипломски студии од областа на модата, истражувања направени, колку што видов на Балканот нема, само во Соединетите Американски држави има ревија која што вклучува лица кои што се со поинакви способности. Почитувани гледачи, го слушнавте тоа. Значи, само во Соединетите Американски држави и само во Струмица има такво нешто, по заслуга на Сдруженијето Вера, по заслуга на Анче Туфекчиева и незините соработнички, другарки, пријателки, како сакате, наречете ги. Супер! Што е она што треба попладне со почеток во 18 часот да го очекуваме од оваа манифестација? Ќе има некакви изненадувања, ќе биде Изненадувањата, да, ќе ги оставиме да ги видите како гости. А од оваа ревија имаме вклучено малку повеќе дечиња со типичен развој за да бидат подршка на другарчињата. Имаме исто, овој пат бројката е ограничена заради моменталната ситуација која што имаме, меѓутоа сепак очекуваме дека ќе имаме голем број на посетители да се дружиме. Да, бројката нема да биде таква поради познатите причини, поради пандемијата од COVID-19, мора да се биде одговорен, мора да се почитуваат одредени мерки, протоколи, но јас се надевам дека ќе има доволно народ кој ќе ужива во оваа манифестација. Какви се очекувањата на Камелија? Дека ќе има многу љубов, многу забава. Емотивни се ваквите ревии, се секогаш емотивни. Апсолутно. Што после убави сме, своји сме? Имате планови, седнувате со Анче, пиете кафе, разговарате, предпоставувам. Да. Обично многу спонтано ни доаѓаат. Таа е преполна со идеи, предпоставувам и вие. Преполна со идеи, се надополнуваме, па повремено ќе се подскараме, па и така се оди, да. Тоа се тие конструктивни кавги, нели? Па јас велам дека ако се слагаш за се со некого, тоа што да е лицемерие. А ако се имаме несогласување, тогаш значи дека искрено комуницираме и сме искрени пријатели или семејство или што и да е и партнери. Така да тоа мислам дека тука излегуваат најдобрите идеи. Инаку да обично доаѓаат спонтано, ама до сега не се случило да имаме настан заеднички организиран, а да не е успешен. Да. Предпоставувам и со Камелија е слична ситуацијата. Колку Анче има слух за твоите предлози, да кажеме? Има.
И текнува Ирина синоќа не гледа сите, вика the whole family is here. Опа, супер. Само не пробуваме да ја налутиме уште, Анче. И дури се разговарате меѓу вас Трчка и Верче, претпоставувам. Обавезно. Веројатно многу ве сака, веројатно многу ја сакате, така? Многу. Така. Многу. Супер. Минуваат часовите, јас немам многу да ве задржам, бидејќи ве чека голема работа, ве чека петтото јубилејно издание, бидејќи 3 беа во Струмица, едно во Радовиш 4 и ова е пета јубилејна манифестација. После 2 години. И она што треба да го знаете, нели, знаете дека утре е светскиот ден на лицата со Даунов синдром, 21 и обично велат се совпаѓа со а зошто е 21 сите знаеме, поради тој 21 хромозом, нели? Но велат и дека е ден на пролетта, ама овој пат имавте многу среќа, поради тоа што после многу години, токму денес доаѓа пролетта во 16 часот и 33 минути, значи за час и половина од доаѓањето на пролета вие ќе бидете и убави и своји заедно со сите учесници. Ви благодарам што бевте гости на програмата на Табаканот Виз во емисијата Неделно попладни. Се надевам повторно ќе се гледаме за убави нешта. Ви благодарам на поканата и на гостовите. гостовите. Одиме понатаму со оваа емисија.